noći tolku se dekte, da ti kupa Meka Mahmudija, ajde kuzum dostano, jandal mome. Odumot se podizgubiv za jedno lično devojče. 3 godini gomilubav, pa se sramev da i rečam. Земјоделско семејство, сточарско семејство, многу добра фамилија, мирна фамилија, работна фамилија. Татко му беше многу начитан човек, добар човек. Сите деца си ги изучи, и женските и машките. По нейното образование, завршување у школата у Берово, он продолжи земјоделска школа у Скопје. Ами додека беше млад като ерген, тука пееше по капани, по свадби, по собори што се збирааше, па го сите сакааше, и младо и старо. И сега дуро кога го слушнахме на телевизија, кога запое, сите сме на нозе. Лупче да го слушаме и лупче да го гледаме, додека беше жив. Па од како почина, кога го пуштат преко неговата касета, со солзи го гледам. Ние со Љупче сме другари уште од дете. Он е 1 година постар од мене. Овдека роден, роден, Сливен. А после заврши по Скопјанската школа. Како деца овдека си играхме секој пат. Заедно одехме секаде, другарувавме. Одехме на школу, тој заврши факултет за земјоделско. Се работи после овдека во Малешевска Слива. Работеше известно време во Малешевска Слива, а потоа отиде во Скопје на работа. Штета голема што ти изгуби како друга.
Jaz mislim, da bo golem uspeh za celo Maleševijo, posebno za nas. Той беше супер другар. Одехме заедно на футбол, Малешко да играше, навивахме добро. Прв беше меѓу првите што навиваше за спортот, гореше за Малеш. Тој специјално идеше од Скопје во Берово да се пострише кај мене. Во хорот пееше покрај останатите и Любчо
Дучевски. Неговият глас беше характеристичен, доминираше над останатите тенори от учениците. Аз го забележав това и го вклопив во културно-уметничко друштво Никола Вапцаров како солист. Први пат тој имаше трема, но аз видел дека тој е талантиран, го храбрев, постоянно му зборувал дека треба да биде слободен пред публиката и после неколку настапи вече тој се ослободи. На секоја манифестација, било то од републички или околиски или општински карактер, јас му давал да пее по неколку песни. Тој беше многу присталица на овие Малешевските песни и на борбените песни. За ова што го постојано јас форсирав него, му дава да пее по неколку песни на концертите, во чест на празници или самостојни концерти, бев критикуван од некој, па само он ли знае да пее, па зошто по тој. Меѓутоа јас на тоа се оглушив и постојано го форсирав, ама тоа се на крајот круниса на првиот фестивал во Штип 1956, не може би и 57 година да било, ама чини ми се да е 56 година, кога Лјупчо настапи во една јака конкуренција од бивша Штипска, којато се Штип, Струмица, Радовиш, Берово, Пешчево, Делчево, Кочани, тие меѓу Штип и Струмица, каде што има и Кочани голема музичка традиција, неговот глас беше најдобар и ја доби првата награда на фестивалот во Штип, гитара. После почна сите да гледат со подруго око. Тој стана многу популарен во Берово, постојано настапуваше, поготово младите многу сакаа да го слушат. А тој беше многу приступачен према децата, дури се спушташе и на нивното ниво. Најпрво да искажам своето жалење што нашиот Лјупчо не е меѓу живите повеќе. Меѓутоа, чувствувам јас како негов близок другар, како и многу негови блиски другари во Берово, во Скопје и широм нашата земја, дека сепак Лјупчо не е умрен. Затоа што спомените за него се длабоко врежени во сите нас што ја имавме таа чест да другаруваме, да бидеме заедно со него во разни прилики, од најраното детство па се до неговата смрт. Јас сум негов сограѓанин, го познавам Лјупчо откако знам за себе, секако ми останува тие спомени од раните 50-ти години, кога заедно членувавме во културно-уметничкото друштво Никола Вапцаров од Берово, кој беше во тоа време доста активно. Си спомнувам за една турнеја што ја правевме. Тој беше некоја година постар од мене, веќе средношколец. Јас бев се уште во осмолетката, па дававме концерти во Пехчево, во Делчево. Си спомнувам дека заедно спиевме после концертот кај неговата тетка во Делчево и навистина тие спомени никогаш не можат да се избришат од моите сеќавања. Тој потекнува од едно честито македонско православно семејство, каде што се негуваше народната песна, посебно малешевскиот фолклор, се разбира, како и православната вера. И навистина, секој оној што имал прилика со Лјупчо да се запознае, насекаде каде што тркалото на животот го водеше, навистина оставил секаде добар впечаток како човек, како дружелюбив, а секако дека Господ го беше обдарил со еден навистина божествен глас, што секако често пати кога ќе се најдеме во друштво заедно со неговите другари, со моите другари и во Берово и овде навистина често пати неговото име е присутно, што значи дека Лјупчо не е умрен. А човекот не умира се додека не биде заборавен. А Лјупчо имаше причини, навистина, илјадници причини,
за да не го заборавиме и да живее во сите нас што го познававме, покрај она што го остави за македонскиот фолклор, за македонската песна. Три пати борнаца пекте. Тапа младо, с нощи ни гостье дойдоя. Лудо тапа младо, на мама бея братята. Тапа младо, на тебе я журьето. Лудо тапа младо, на мене бея вуйците. Со Љупчо Дучевски се познавам уште од далечната 1953 година, за време на моето средно образование, кога јас од Пехчево заминав во Берово да учам гимназија. Начинот и времето во кое се запознав со него беше вакав печатлив, затоа што тој беше еден од основачите на културно-забавната секција во гимназијата и практички без него не можеше да се одвива ни било каква културна делатност во гимназијата и надвор во поширокото општинско подрачје. Наиме, тој беше човек кој не можеше своето слободно време да го замисли без песната. И затоа многу им беше благодарен на далеко постарите од него, можам да речам и тогашни дедовци, со кои постојано разговараше и имаше голем апетит, голема желба да интерпретира стари македонски народни песни, комитски песни, поготово оние од подрачјето на Малешевијата. И кога тоа го чинеше на него својствен начин, значи интерпретациите со кои што тој настапуваше, тоа беше право задоволство да се слуша од поширокиот аудиториум во Берово и во целата општина, бидејќи ние како гимназија, како културно-уметничка секција, ги посетувавме скоро сите села, а тоа беше невозможно без господинот Љупчо Дучевски. И откако тоа го заврши, кај него паралелно се развиваше и желбата и тој нешто да искомпонира на сметка на војводите од Малешевијата, и доколку се сеќам има 2-3 такви песни кои многу успешно ја представуваат, односно го представуваат минатото на Малешевијата
во Македонија, па и во бивша Југославија. Иначе, Љупчо Дучевски беше широко прифатен од сите ученици во гимназијата, од сите граѓани на општина Берово, затоа што тој беше една навистина најблагородна личност, можам да речам, во гимназијата. Не постоеше ученик без разлика на тоа дали од почетните класови или од завршните, кој не го познаваше него, кој не се дружеше со него и кој не чувствуваше топлината на неговиот збор. Така да можам да речам дека не можам да направам никаква разлика измеѓу љубовта што ја гаја према него од машкиот пол и од спротивниот пол. Беше една навистина централна личност. Да се подпира през прстен да се провира. Батко Љупчо, аз го така викав. Се знаеме, прво ние викаме чаршијари, тука по улицава стално се среќававме. Тој е доста постар од мене, али од младите некако према мене беше многу по-близок. Најмногу се сближивме со анекдотите, пошто татко ми мене стално комал ме тепаше и тој ме тешеше, вили не се не свире да дованко мене ме така тепаше, така. И фактички нашиот контакт беше повеќе згоди и незгоди со нашите родители. За пример ќе кажам само една случка. Има многу, али оваа ми е највпечатлива, најмногу ми оставила печат. Мико Касарски е бил класен раководител и батко Љупчо, покојни Андон Крчовски, таа генерација,
правили... Првата генерација. Да, првата генерација правили некоја бела и Мико совикал родителски состанок за да разговара со родителите. И сега за време на родителскиот, нормално професорот износи сите негативности кај учениците и за Љупчо кажува вака, а бил добар ученик. И татко му крева рака, другар Мико, да кажем два збора, хајде, вика, Ванко, изволте. Љупчо, излези надвор пред родителите, заколни се дека ќе бидеш добар. Ама тато, излези. И Љупчо излегува пред сите родители и ученици. Се колнам, јас Љупчо Дучевски, дека од утре ќе бидам добар, умен и послушен. Така, да не те врзувам повторно со Сингер, така да бидеш, вика, добар. Тоа е, инаку има со него доста, има една друга, играле покер, кај исто тај Андон, другар негов. Љупчо не бил коцкар, ама се десило да игра коцка. Биле четворица другари, дедо Ванко се враќа од работа, земјоделец човек, си ја праша жена му, кај ми е Љупчо, вика, кај Андон учат хемија. Љупчо учи хемија со Андон, вика, да, ајде да проверам. И иде слуша на прозор, овие си играа внатре покер. 2 карти, 3 карти, чип, добар, што ти знам и ја. И му чука на прозор, Љупчо, тука си бе, тука сум тато, а излези малце. И Љупчо станува да излезе и вика на овие другарите, слушајте, Ванко е надвор ме чека. Утре, ако не дојдам на школу, ќе ми носите, вика, понуда. А ако чуете камбаната, ние имаме тука саат камбана, стално чука за мртви кога има, ако чуете камбаната, вика, ќе ми донесете цвеќе. Тоа е Љупчо и излегува. Во моето сеќавање Љупчо на вистина ќе остане со својот ведар дух, со својата духовитост, зашто дури и го доби епитетот чкалја во нашето друштво, во Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев. Љупчо на вистина долг период го носеше прекарот чкалја, кој асоцираше на најпознат хумориста белградски. Имаме доста турнеи, сме патувале доста заедно. Патувањето е можност наистина да се запознае комплетно духот на човекот, да се запознае карактерот на човекот, да се запознаат сите негови особини, сите негови квалитети и неквалитети. Kamen bre dušo
Lijano jagne Lele na čardak me Културно-уметничкото друштво Мирче Ацев некаде пред 30-на, може би, години ќе беше тоа. Пробавме да пееме во дует и тоа ни појде лесно. Видовме дека ни се сложуваат гласовите и направивме добар дует. Настапувавме потоа многу често на концерти со културно-уметничкото друштво Мирче Ацев, каде членуваше и бројните концерти покажа дека можеме навистина да настапуваме и понатаму, бидејќи ги добивавме заслужените аплаузи од публиката. За него можам да кажам дека беше многу добар пеач, со пријатен глас, со длабоко чувство. Беше многу добар другар и пријател, влюбен во народната песна, што ја исполнуваше со длабоко чувство. Беше заљубен во фолклорот, во народната песна и игра, така да често пати велеше кога би можел и овдека би останал да спијам. Тоа се однесуваше за културно-уметничкото друштво Мирче Ацев, што членуваше како студент. Љупчо Дучевски беше голем другар, голем човек. Можам да кажам се најдобро за него. Мислам, човек каков поретко се среќава. Ето, јас сум иначе од Пекчево, Љупчо од Берово. Првата средба ме покани да играме еднаш, два пати, три пати. И така почна порано како беше удварање. Ке дојдеш, нема да дојдеш, средбите беа некако сега, се скришни, а јас подсвесно не да го сакав, лудував по него. За еден месец направихме веридба и свадба. Веридбата беше прекрасна, свадбата беше прекрасна. Човек што секоја го посакуваше, што беше за сегде, за секој друштво, и за стари и за млади. После година дена ни се роди првиот син, Ванчо. Украстивме на порано беше Адет, на Свепор. Кога се роди Ванчо, ја го родив у Штип. Љупчо работеше во Малешевска слива во Берово. Му кажуваат од Штип дека има син. Една кафана имаше во Берово, Солун кафана, прочуена кафана во цела Малешевија. Зема плата од Малешевска слива, у кафаната препуно ги заклучува сите, до сабајле, пеење, кој шо сака и кој која песна. Ја имам син. После 4,5 години ми се раѓа вториот син, Дарко. За него тоа беа синови, тој ги викаше клинци, клинци на тато. Беше пресреќен со неговите синови. Се гордееше со неговите синови. Покрај народната музика пееше доста, мислам, со успех пееше и забавни мелодии и малтене од сите други жарови музички што постојат. Со големо чувство ја пееше музиката, со големи емоции. Мислам, можам да кажам дека и не можеше на друг начин да ги испее. Со многу душа, така едноставно кажано.
kupa meka Mahmudija, ajde kuzum dostano, jandal mome, da ti kupa meka Mahmudija, lele što ti prilega. Da ja nosiš na belo to čelo, ajde kuzum dostano, jandal mome. Da ja nosiš na belo to čelo, lele što ti prilega. Da